Облечен во црна мајчка, келаф и со брада. Вака пратеникот Мухамед Зекири го опиша човекот за кого кажа дека имал пиштол во собранието. Раскажа дека пиштолот го држал со десната рака во задниот дел од телото. Зекири не откри многу детали, иако беше прашуван дали пиштолот е пластичен или реално оружје. Сепак обвинителката Вилма Рускоска и одбраната не го праша Зекири дали човекот со пиштолот го виде во судница меѓу 33-цата обвинети за кривичното дело, терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Да, лицето беше внатре и е меѓу обвинетите, тоа е Игор Јук, сите знаеме. Ја го опишав како изгледа човекот што го држеше пиштолот и на кој му испадна пиштолот во прес салата и кој што се наведна да го земе потоа. Нарече се секое прашање од одбраната обвинителството со приговор со аргументи дека прашањата се директни, а не вкрстени како што предвидува постапката. Адвокатот Еленко Миланов бараше да предочи дел од исказот што Зекири го дало во обвинителството. Одбраната располага со исказот на сведокот кој што е даден во обвинителството согласно законските одредби. А од тој исказ се добиват сознанија дека сведокот има многу повеќе сознанија за кои што денеска не сака да зборува. И единствениот начин да тоа се направи и докаже е со презентација на делови од тој исказ, затоа што потврди дека го има дадено и дека го има подпишано. Судот го одби барањето на адвокатот Миланов, а Зекири тврдеше дека кажал се што знае. Мојот исказ е ист, ја не сум сменил ништо во мојот исказ од тоа што го кажав денеска пред судот и тоа што го имам изјавено пред обвинителството. Сведочењето на Зекири траеше речиси 5 часа. Рече од кабината за преведување ги гледал случувањата во законодавниот дом и од телевизиските екрани. Таму со уште 4 пратенички биле 2 часа. Ги видел Никола Тодоров и Владко Ѓорчев како по известно време ги бранат пратениците од толпата. По истрелот и откако се смирила тензијата, ги однале во неблиската пратеничка канцеларија. Таму во неколку наврати наминал пратеникот Ѓорчев за испомош, кој дошол до сознание дека група од Битпазар имала за цел на контранапад во собранието. Ѓорчев ги прашал Зекири и Џафери за ургенција, рече Зекири кој потоа звонел по телефони да се распраша. Денеска на листата на сведоци е повикан и скопскиот градоначалник Петре Шилегов, на кого полициските службеници му ја отворија заштитната ограда за да влезе побрзо во судот. Утре во кривичен на главната расправа за собранискиот упат ќе има 4 сведоци. Последниот распоред екс-министерот за здравство Никола Тодоров, пратеникот Весел Мемеди, премиерот Зоран Заев и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски.